Остануваат уште 5 кола до крајот од тековната надпреварувачка сезона во првата македонска фудбалска лига, со што ќе биде спуштена завесата. Во игра остануваат уште 15 бодови, а останува понатаму густо во долниот дел од табелата од елитата на Македонија. За сега најпечена екипа за испаѓање Македонија Ѓорче Петров, иако според бодовите кои се во игра и понатаму лововите може да се борат за опстанок. Штипска Брегалница е предпоследна со 26 бодови и ќе има навистина тежок предизвик да се избори за опстанок, па макар тоа било и баражот. Но каков е патот на Брегалница до опстанокот и каде може да освојува бодови до крајот штипскиот прволигаш? Веќе овој викенд Брегалница ќе гостува во Охридка и Воска Спорт. Тоа ќе биде повеќе од тешко гостување за штипските сини, бидејќи играат против екипа која исто така се бори за опстанок, а по победата над Вардар сега Охридјани направија огромен чекор напред кон опстанокот. Потоа во вондерно коло на 1 мај во Штип доаѓа токму Вардар. Тоа ќе биде директен дуел можеби за баражот на Брегалница и Вардар, каде двете екипи ќе бидат без право на грешка. Потоа за Брегалница следува гостување во Турново, каде на Кукуш ќе игра против Брејра Струмица. Потоа во претпоследното коло Брегалница одново ќе гостува. Тоа значи дека сините на Трајче Сеневки имаат две гостувања едно по друго. Во претпоследното коло Брегалница ќе гостува кај Македонија Ѓорче Петров. Ова ќе биде можеби пресуден меч за Брегалница, ако претходно одигра толку добро да собере бодови макар за бараж. Во последното коло Брегалница на домашен терен ќе игра против Силекс од Кратово. Останува само да видиме дали тоа ќе биде надпревар каде Брегалница ќе се прости од првата лига пред својата публика и верната фаланга, дали тоа ќе биде меч каде со трите бодови Брегалница може да дојде до бараж или до опстанок. Многу математики, но само 5 надпревари 15 бодови.